Средношколците од поголемите кумановски населби утрово со организиран превоз пристигнаа до училиштата и покрај тоа што линискиот превоз за населените места се уште не е решен, бидејќи има поднесено приговори на тендерската постапка од страна на некои превозници. Превозот на учениците до средните училишта Наце Буѓони, Перо Наков, Гоце Делчев и Сами Фрашери го врши Оли Травел. Компанијата вчера вечер соопшти дека превозот ќе биде само за ученици и го објави возниот ред. Во случајов станува збор за линиите број 3, 4, 5, 8, 12 и линија број 16. Освен средните училишта и најголем дел од основните училишта обезбедиле посебен линиски превоз, односно веќе склучиле договор за итни и неодложни работи со одредена компанија и учениците од денеска имаат бесплатен превоз. Меѓу нив се Христијан Карпош, Магдалена Антова, браќа Миладиновци, а учениците од Кочо, Рацини 11 октомври превоз добиваат од утре, информираа надлежните. Речи се единствено училиште во кое што од првиот училишен ден во второто полугодие имаше организиран превоз за учениците е основното училиште Толи Зордомис. Инаку градоначалникот Максим Димитриевски вчера потенцираше дека и покрај жалбената постапка превозниците треба да излезат во пресрет на барањата на учениците и општината по примерот на одредени компании. Но иако превозот со учениците конечно се реши, жителите на Гоце Делчев, Зелен Рид, Доброшане, Перо Чичо, Иго Тричковиќ, Карпош, Тромеѓа и други населени места и натаму остануваат без јавен превоз заради жалбената постапка. На ниски температури граѓаните се принудени да одат пеш или да користат такси услуга која дополнително го оптоварува семејниот буџет. Граѓаните со апел до општината и до превозниците што поскоро да се реши проблемот кој се провлекува од нова година. Сега нема автобуси и што ќе правиш? Мораш да идеш пешки. И да не икеш мораш. Не слабо идеја со такси. Автобус иде порано такова уќе, нема ниту никој. Стана си се иде се вратува. Што право друго? Оди пешки кој може, нели, но има и оние кои што не можат да одат и мора да користат такси услуги и тоа е дополнителен трошок. Да, и од дома се ги викал такси, не може да оди чуѓук. Каде може да ги прави? Викне га и го однесе и го донесе. Што прави? Гледаш пешки, што да ти кажам. Немам право да зборам. Како да ви кажам, што значи ужасно да нема у овој 21 век, да не има градски превоз. Секој ли може такси да наручи у секое време. Да, тоа е. Пешки идемо, нема, превоз нема. Тамо овој нов пут што правија, треба да на автобус да се пушти. Он иде за Тромеѓа, а да иде вамо некоја комби или минимум автобус. И треба ли да го пуштат побрзо автобускиот превоз? Па треба, сак зима, снег, пешки идемо. Луѓето се пешки водат. Нема. Мачно ли е да се оди пешки? Тешко како да. На студено време? Да бе, тешко е. Кој би бил вашиот? Школа пешки се и треба проблеми да решат за народот. Мачно е, тешко е. Што да правиме? Од 1 февруари профункционираа 15 линии од градскиот превоз за кои немаше поднесено жалби од фирмите кои аплицирале на тендерот на општина Куманово. За линиите за кои има поднесено жалби се чека да одлучи второстепената комисија во ресорното Министерство за транспорт и врски и додека се чека одговор, граѓаните остануваат без превоз.